почитувани медиуми, почитувани граѓани, во овој исклучително тежок временски период за нашата татковина, како начелник на Генералштабот на армијата, чувствувам потреба и одговорност да се обратам на јавноста. Најнапред, дозволете ми во името на сите припадници на армијата, на сите наши граѓани, да го честитам нашето полноправно членство во НАТО алијансата. Ние, припадниците на армијата, сме особено горди на исполнување на таа наша национална и државна стратешка цел. Почитувани вооружените сили, армијата на Република Северна Македонија веќе во континуитет 4 години извршува задолженија и обврски во контекст на справување со кризната состојба. Од пред 2 дена по прогласувањето на вонредната состојба во нашата земја од страна на председателот и врховниот командант на вооружените сили, армијата спроведува и извршува дополнително значителни обврски и задолженија. Би сакал да истакнам дека веќе реализираме заеднички активности во поддршка на Министерството за внатрешни работи, а би сакал да искористам оваа можност да најавам дека почнувајќи од утре ќе биде забележено значително присуство на армијата комбинирано во заеднички патроли и активности за обезбедување на сите државни граници на нашата татковина. Исто така ќе имате можност да забележите наше учество и присуство во комбинирани заеднички патроли со полицијата и органите во земјата. Ја користам оваа прилика, почитувани граѓани, како начелник на Генералштабот, да упатам неколку пораки и неколку апели до сите вас. Бидете трпеливи, бидете смирени, бидете храбри, бидете одважни. Живееме во исклучително тежок временски период, но мораме да направиме се што е во наша моќ, да бидеме на висина на задачата, строго да ги почитуваме препораките од надлежните соодветни институции на нашата влада. Потребно ни е солидарност и потребно ни е единство како никогаш досега. Човештвото, земјата, регионот, Европа и светот се бори со многу мокен, смртоносен непријател, невидлив, но совладлив е доколку ние сите бидеме на достоинствен начин насочени и строго ги почитуваме мерките, препораките од нашите државни институции. Согласно ангажманите и уредбата од владата и насоките од Министерката за одбрана, армијата целосно ќе се вклучи во поддршка на нашето население. Ја користам оваа прилика да одадам признание и благодарност до сите припадници на армијата, но воедно и до сите наши државни здравствени работници, полицијата и сите кои се справуваат со кризата за која во овој момент сите достоинствено соодветно превземаме соодветни мерки. Ценам дека имаме капацитет како институции и имаме долг историски и патриотски сите институции на овој тежок момент соодветно превземеме се што е во наша моќ, да не дозволиме да се случи тоа што се случува во одредени наши сојузнички земји и блиски пријателски земји во Западна Европа. Ви благодарам.